Оградите се кренати и подготвени се супер строги безбедносни мерки пред состанокот на лидерите на НАТО тука во Хаг. Холандскиот град е речиси задушен од полициската операција наречена Портокалов штит. Бројни се часовите кога се затвора и воздушниот сообраќај. Паркинг местата се блокирани, а на работниците им е кажано да останат дома, а јавниот превоз се пренасочува. Градот кој е символ на мирот и правдата поради меѓународните судови што ги има, сега е град на безбедноста, особено поради доаѓањето на американскиот претседател Доналд Трамп. 27.000 полицајци и 10.000 припадници на одбраната се подготвени да одговорат на предизвиците, особено што вчера тука се одржаа протести против НАТО и зголемувањето на трошоците пред самитот кој пак се одржува во време на зголемени и геополитички тензии и ескалација на конфликтот на Блискиот Исток. Повеќе во репортажата која подготвивме заедно со колегата Ерол Шакири. Војните бродови и фрегата патрулираат во Северното море, а борбените авиони F-35 и хеликоптерите Апаче го надлетуваат Хаг, а системот за воздушна одбрана е во состојба на готовност. Денис Обург е командант на бродот и задолжен за безбедноста на воздушниот сообраќај. This is a redundant air control system, but is also a weapon platform which can be used if we have an escalation in the air domain. And we can also conduct operations in the surface domain at sea, but the primary task is to ensure the safety in the air domain. 27.000 полицајци, околу половина од сите сили на земјата, се на должност околу самитот, заедно со повеќе од 10.000 припадници на армијата. Ова е најголемата безбедносна операција некогаш спроведена во Холандија. Кодното име е Портокалов штит, особено се внимава на дронови и мали авиони. So in case of a situation in the air, my job is to be the battle manager or the master controller and to task, for instance, our airborne assets, F-35s, to conduct a mission towards an unknown aircraft or any aircraft with a situation that we might want to investigate. Стотици вчера се собраа и протестираа против НАТО и војната во Газа. На демонстрантите им се приклучија и иранци кои држеа транспаренти на кои пишуваше "Не за војна со Иран", еден ден откако САД започна напади врз 3 нуклеарни постројки на Иран. Шефовите на владите сакаат да постигнат договор за зголемување на трошоците на одбраната, што го бара американскиот претседател Доналд Трамп. Договорот изгледаше дека во голема мера е склучен минатата недела, се додека шпанскиот премиер Педро Санчес не му пиша на генералниот секретар на НАТО Марк Руте дека обврзувањето на Мадрид да троши 5% од својот бруто домашен производ за одбраната не само што би било неразумно, туку и контрапродуктивно. Американските сојузници ги зголемија трошоците за одбраната откако рускиот претседател Владимир Путин нареди целосна инвазија на Украина пред повеќе од 3 години, но речиси 1/3 од нив, без Македонија, се уште не ја исполнуваат моменталната цел на НАТО од најмалку 2% од нивниот бруто домашен производ. Јовица Пауновски, ТВ21, Хаг, Холандија.